Одењето на летен одмор со бебе може да биде многу пријатно, но и многу трауматично искуство. Родителите, особено ако тоа им е прво дете, имаат многу прашања за тоа колку време бебето може да се бања, колку да се сонча, со кој крем да се заштити, што ако се разболи. За да бидете релаксирани, да имате убави спомени од заедничкиот одмор со вашето малечко, мора да ги знаете препораките на лекарите. Доктор Александар Сајковски, специјалист педијатар од Аџибадем Систина, вели дека за да поминат родителите пријатен одмор, основно е да не дозволат да дојде до појава на инфекции, односно проливи. Која е најмалата возраст од која родителите можат да го носат бебето на плажа? Па добро, тоа е тема која што веројатно нема никогаш крај. Знаете како, зависи малку од навиките на населението. Ако ги погледнете скандинавците, они со 2-3месечно дете доаѓаат со возило од Скандинавија рецимо до јужните земји на одмор. Кај нас тоа малце потешко оди во таа возраст. Меѓутоа, секако, негде над возраст од 6 месеци не е проблем да се оди на одмор. Она што е прв предуслов за да се оди на одмор, тоа е таму каде што ќе биде сместено семејството, да ги има истите услови како што ги има дома. Зборам топла вода, нели, ладна вода, хигиена нормално, чистота. Оти децата и бебињата по принцип најопасно може да страдаат од разни инфекции. Нормално и алергии и други реакции кои што може да се јават на одмор, меѓутоа по принцип треба да е се онака како дома да ви. Така треба да биде. Дехидрацијата настанува како резултат на поголемо оддавање течности поради топлината и послабото внесување течности, кои лекови задолжително треба да се имаат при рака кога се оди на одмор со мали деца. Кај бебињата и кај децата воопшто, веројатно еден од најтравматичните делови е ако почне да повраќа. Повраќањето кај децата е многу по, да кажем, на некој начин опасно отколку проливите во однос на возрастните луѓе, затоа што децата лесно може да дехидрираат од повраќање. И затоа сите родители кога одат на одмор треба да понесат со себе обавезно пробиотици, средства за рехидрација, односно оние прашоци или течности кои што се за рехидрација, нели, за да не изгуби течност детето, да се понесат одредени заштитни средства за кожата. Тука многу инсистираме на тоа дека кожата треба да се заштити затоа што е многу нежна самата кожа на бебињата и лесно може да дое до горење, до едноставно појава дури и на изгоретини на кожа од сонцето. Така да, кога ќе го соберете тој комплекс, не значи дека треба родителите сега да земат цела апотека со нив, нели? Бидејќи било каде и да одат на одмор, по принцип секаде има и аптеки, и лекари, и педијатри, нели, нормално ако имаат некаков проблем да може да реагираат. Стомачните тегоби, алергии, каснување од инсекти се дел од проблемите што се очекувани на летен одмор, кој е алармот кога треба да се побара лекарска помош. На првото, односно второто повраќање, треба да се запали благ аларм. Не значи дека сигурно дека само со едно повраќање ќе дојде до дехидрација, меѓутоа веќе на второто повраќање треба да се запали алармот и да се помогне во смисол на рехидрација на детето. Значи да се почне со давање на течности, рехидратациони течности, така ги викаме, нели? При тоа обавезно, ако не дале предходно пробиотици, обавезно да дадат и пробиотици да пијат децата и нормално да ја следат целата ситуација. Во случај да се појават 4, 5, 6 повраќања, тогаш веќе мора да побараат помош од педијатар, односно консултација од педијатар. Тоа е обавезно било каде да се наоѓаат, да речеме, на одмор. Родителите кога се на одмор да ги шетаат децата во предпладневните и попладневните часови покрај море, вели доктор Сајковски и додава дека детето не смее да биде директно изложено на сонце повеќе од 15 минути. Каде најчесто грешат родителите кога се со мали деца на одмор? Најчестата грешка е да се заборават да останат на сонце, да го остават детето на сонце, односно да се заборават предолго време, повеќе часови на сонце. И тогаш може да дојде до појава на изгореници, температура, тоа може да доведе исто така до повраќање. Втората голема грешка е во тоа што не им даваат на своите деца, па дури и на себе, пробиотици пред да тргнат на одмор. И трето, што мислам дека треба да им се напомене на родителите, да не купуваат било какви течности за мачкање на кожата на децата за заштита од најчесто од убод на комарец. Подобро е да се земат проверени, дури би рекол природни супстанции, течности, креми кои што се користат за таа намена.
Доктор Сајковски со совет: избегнувајте го сончевото влијание меѓу 11 и 17 часот. Чувајте го вашето бебе под природна сенка или користете чадори за сонце. Облечете го во памучна лесна облека во светли бои, по можност да биде покриено по голема површина на телото. Задолжително ставете му капа или шеширче. Почесто давајте течности.